Што опфаќа иницијативата и до кого ја доставите? Значи, нашата граѓанска иницијатива е доставена утринава до Советот на општина Куманово, во која што иницијатива, а по предлог на граѓаните и нивните сугестии и поплаки, значи скопивме неколку барања со кои што излишно ќе настапиме за нивно имплементирање, а се работи за барања кои што се исклучително поврзани со сообраќајниот хаос кој што владее во општина Куманово и кој што очекуваме да се реши во догледно време. Од причини што моментално во Куманово, а и веќе во еден подолг временски период, се соочуваме со смртни последици во сообраќајни незгоди на неколку црни точки во градот, така да овие барања се исклучително поврзани на таа тема. Барањата се децидно објаснети и се однесуваат на неколкуте црни точки кои што бараме Советот на град општина, сите надлежни органи, со содейство со МВР, да се решат како граѓаните би се чувствувале побезбедни во сообраќајот, без разлика на кои партиципиенти во сообраќајот се работи, дали тука се работи за возачи, за пешаци, активни учесници во сообраќајот, пасивни и така натаму. Само кажете ни што конкретно барате вие особа? Конкретно бараме поставување на летички полицајци, вклучување на светлосна сигнализација на сите семафори, на сите раскрсници, за честена контрола од СВР и нормално пред се едуцирање и подигање на јавната свест на самите учесници во сообраќајот. Се работи за барања, само да дополнам, кои што ќе вклучуваат комплетна ревизија на сообраќајниот режим во Куманово. Не само на црните точки, туку и на сите улици во Куманово кои што се од граѓаните потенцирани како точки кои што може да предизвикаат фатални последици повторно. Нормално и бараме комплетно осветлување во целиот град да се стави во функција, затоа што осветлување во еден град значи безбедност на граѓаните по сите основи, не е само сообраќајот во прашање. Бараме тргање на сите возила кои што се непрописно паркирани, ознаки за велосипедисти и пешаци, истртување на нови пешачки премини. Доставено е до СВР Куманово и сега после седмицава одиме да доставиме до градоначалникот и до Советот на општина Куманово и уште еден примерок во архива на општина Куманово. Дали тоа законски тако? Законски, доставување на граѓанска иницијатива е содржано во Законот за локална самоуправа, член 23, во кој што секоја граѓанска иницијатива која што е поднесена од граѓани на подпис на 100 граѓани минимум, мора да биде доследена до Советот и Советот е должен по слово на законот да се произјасни за граѓанската иницијатива и да ја спроведе. Ние имаме соберено 4054 подписи подпишани и по електронски пат имаме на кај 600 гласа. Мислам подписи. На change.org. До сега може би имаме, да кажеме, цирка околу 5000 подписи.